логиката е многу проста и математиката е многу проста. Ковид е болест од која што околу 2% од заразените умираат. Вакцинирањето нуди драматично подобрување на овие статистики и елиминирање на шансата за смрт и страшно големо намалување на шансата за тешка болест. Нема логика, нема резон да се плашиме од некакви хипотетски алергиски реакции, а да не се плашиме од шансата 2 на 100 да завршат летално. 60% од здравствените работници се расположени за вакцинирање. Погледнав, имав прилика да видам, убаво е организирана, целиот процес е убаво организиран, мирно оди и се надевам дека за скоро време веќе имаме и првични информации од оние кои го поминаа процесот, дека се работи за апсолутно безопасен процес, дека нема никакви компликации. Мислам дека тоа ќе има влијание да ги поттикне и останатите здравствени работници што побрзо да го комплетираме овој прв круг од вакцинација и со тоа да можеме барем здравствениот систем да го ставиме во комплетна функционалност. Се работи за ефикасност околу или над 90%. Независно која е вакцината, имаме 9 од 10 луѓе кои ќе бидат заштитени и кај нив апсолутно нема да се очекува шансите да се случи тешка инфекција или пак смртен исход ќе бидат минимални. Тоа е бенефитот што го очекуваме од вакцинирањето. Значи, сакаме болеста COVID-19 да не е веќе опасна болест. Во моментот таа е опасна или многу опасна за повеќе од 2%. Со комплетирање на вакцинирањето ќе имаме помалку од 0,001% на тешко болни и се надеваме дека нема да имаме ниту еден смртен случај од групата на вакцинирани луѓе. Предпоставките се дека минимум, најмалку, имунитетот ќе трае 1 година, но има надеж и има некакви првични сознанија дека имунитетот може да трае и подолго од 1 година. Тие имаат природен имунитет и тоа е сигурно, и тој имунитет, барем антителата од тој имунитет, веќе имаме податоци и сопствени и од литература дека траат повеќе од 8-9 месеци, па и година дена. Значи, антителата се тука. Од друга страна, целта на некои од вакцините баш доминантно стимулираат создавање на антитела. Сега, кога луѓето имаат создадени антитела природно со прележување, нема логика да се вакцинираат за да создаваат наново антитела. Се очекува луѓето кои ја поминале болеста COVID-19 да имаат една доза која ќе го засили, една доза вакцина, по 3, 4 или 6 месеци од поминувањето на болеста, која само ќе им го засили имунитетот, нема олабавување, маските остануваат, дистанцирањето останува, затоа што и со вакцинирањето не се исклучува можноста некој да пренесува, значи тоа не е вирус кој потекнува од вакцината, но тоа може да биде колонизација на човекот кој ќе вдиши вирус, тој за себе нема да биде можеби болен или воопшто нема да ја осети, да го осети влезот на вирусот, ама сепак може да го пренесе. Додека бројките не паднат драстично и драматично, мерки за дистанцирање остануваат како и сега. Единствено вакцинирањето во овој момент е ефикасно оружје против ова пандемија која што го закочи, го парализира комплетно светот.